И ова утро да си кажеме за аерозагадувањето, бидејќи како стивнува ветрот, Скопје повторно се качува на листата на најзагадени градови во светот. На оваа тема утрово гости се Невена Георгиевска од О2 иницијативата и доктор Мирјана Димовска од Институтот за јавно здравје. Почитувани дами, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. Кажа вкусово најавата, како стивнува ветерот, односно како метеоролошките услови се менуваат, бидејќи тие ни се очигледно единствениот сојузник во борбата против аерозагадувањето. Скопје се качува на таа непопуларна листа. Тоа го покажа и последната ваша анализа на О2 иницијативата за јануари. Всушност беа на некој начин потврдени резултатите за претходниот месец, односно за цела мината 2022, каде гурнавте митот дека некои воздушни бањи или помали градови во земјава кои ги сметавме дека се почисти, не впрочем така. Што друго вака би го издвоиле како клучно и како вовет во оваа утринска дебата? Клучно е тоа дека гледаме и оние градови каде што мислевме дека има, како еден мит што важеше, дека има чист воздух и дека се воздушни бањи, дека тоа не е така. Значи, ние во анализите се водевме и од Европскиот индекс на квалитет на воздухот. Значи, каде што се рачуна дека имаме доволно чист воздух, да речеме за PM2 частичките до 10 микрограми, а над 10 до 20 е добар воздух, така да го наречам. Исто така и за PM10 частичките се водевме по тој стандард и ги покажавме тие табели како изгледа. Во однос на тие анализи гледаме дека во Еберово, кое важеше за една воздушна бања, немаме ниту еден ден со доволно чист воздух, добар воздух, така да го наречам. Додека Битола 1, станицата која е на периферија, има повеќе денови со чист воздух, иако Битола важеше за еден од загадените градови, меѓутоа станицата што е во центарот на Битола покажува други вредности. Значи, според това заклучуваме дека во влијанието на загадувањето се вклучени многу параметри што треба да ги имаме во предвид. Значи, тука ружата на ветрови што во вториот случај помага да воздухот се исчисти, таму има мали индустрии, нема загадување на 13 километри од рек Битола, меѓутоа тоа загадување од рек Битола иде во друга насока, така да за тоа тука не влијае на оваа станица. Понатака, од она што го знаеме ние, од неколку истражувања што постојат на неколку станици, значи не на сите, ние овие анализи ги правевме стрикно на податоците од мерните станици на Министерството за животна средина. Битно е значи да се гледаат односот и на PM10 частичките, некаде тие идат се во добри граници, додека PM2.5 се високи. Значи, тука не можеме да збориме, ако го гледаме само PM10, дека воздухот е во ред, бидејќи PM2.5 се веќе над граница, а тие се многу поопасни частички. Така, Кичево има најлош воздух, а Скопје има повеќе денови со доволно чист воздух од Гевгелија, Велес, Гостивар, Струмица, Прилеп, Берово, Тетово, Кичево. Покажуваат вашите анализи. Доктор Димовска, кога ве поканив за гостување во емисијата, рековте дека ќе дојдете со задоволство, меѓутоа со една додавка и забелешка, односно сугестија дека ваквите разговори треба да ги правиме во текот на целата година, а не само додека е актуелно аерозагадувањето, бидејќи мерките кои треба да се преземат не се прават од денес за утре и дека станува збор за сет на мерки кои на долг рок би требало да дадат резултати. Вие сте, ваша специјалност е аерозагадувањето и последиците врз човечкото здравје, како доктор на Институтот за јавно здравје. Што велат вашите последни анализи, имајќи ги предвид и овие анализи што ги прават граѓанските иницијативи и асоциации, имајќи ја предвид целата ситуација? Апсолутно стојам за тоа дека ќе бидам сигурна дека нешто правиме како систем, како институции на системот, тогаш кога ќе зборуваме преку целата година, значи сите да станеме свесни дека аерозагадувањето го имаме во текот на целата година, некаде можеби мај, јуни, почетокот на јули, имаме нешто гранични вредности, односно ги запазуваме граничните вредности препишани со Европската директива и националната легислатива.
Точно работам повеќе од прилика 10 години на оваа проблематика, практично и докторатот кој што го изработив беше примена на методологија со кој што ќе можеме да процениме колку и како загадениот воздух кој што го дишаме, односно квалитетот на воздухот кој што го дишаме влијае на здравјето на нашата популација, пред се анализирајќи ја смртноста, затоа што се тоа најрелевантни и најсигурни анализи базирани на докази кумулирани од епидемиолошки студии. Дали вашите резултати се совпаѓаат со оние проценки на Светската здравствена организација според која меѓу 3 и 4.500 луѓе годишно ги губиме на некој начин? Поради последици од аерозагаденост во Македонија? Дека директна причина за смртноста е тоа? Апсолутно. Ние применуваме во Институтот за јавно здравје применуваме методологија на Светска здравствена организација. Постојат различни методологии, меѓутоа приближно бројките се тука слични или да не речам исти. Во корелација сме со нодите на Европската агенција за животна средина, меѓутоа една мала корекција, значи тоа беше проценка за 2019 дека 3400 луѓе годишно губиме само заради експозиција, односно изложеност на PM2,5 честички. Меѓутоа, што е тука проблемот? Кога го направивме пописот, добивме податоци дека практично Македонија не се 2.100.000 жители колку што ги користевме во тие пресметки и ние и Светска здравствена организација и Европската агенција, туку сме 1.840.000 отприлика илјади луѓе. На тој начин, да. Што значи дека кога ги преработивме ретроградно, значи наназад итејќи истите податоци, ние добивме дека практично од 3.800 до 4.100 луѓе годишно губиме заради загадениот воздух. Да, ја реков меѓу 3 и 4.500. Варираат бројките зависно од кој извор доаѓа. Меѓутоа тоа се преработени, ќе повторам, податоци. Повторно ќе кажам, од таму произлегува важноста зошто треба да имаме релевантни податоци за пописот и движењето на населението, затоа што се многу битни за креирање на вакви научни докази. Значи, со преработката добивме некаде зголемување од 10 до 15% на тие атрибутивни смртни случаи, односно смртни случаи кои што може да се припишат на аерозагадувањето. Ние не можеме со тие методологии да кажеме кој починал заради загаден воздух, меѓутоа верувам ќе се сложите дека е тоа огромна бројка која што во процент како процент од вкупната на смртност се движи од 17 до 19% од вкупната смртност. Не сме воопшто единствен живот е загуба за едно општество, не само за семејството, камоли замислете 3.400 па и 4.100 луѓе да губите годишно, а што е најбитно затоа што се тоа превентабилни смртни случаи. Значи можете многу лесно со конзистентни, долгорочни и навистина посветени мерки да ги спречите и да не ги губите тие луѓе. И во анализата на О2, а и од сите истражувања досега направени на темата, можеме да заклучиме дека главна причина за загадувањето во зимските месеци е загревањето, односно греењето, начинот на греење. И препораките и во таа смисла на сите релевантни институции и граѓански асоциации е дека треба итно да се најде начин да се замени начинот на греење во текот на зимските месеци и да се заострат стандардите кога станува збор за индустријата. Кога би ве прашал генерално, ако го тргнеме настрана греењето, каква е регулативата на овој план? Дали законите што ја штитат животната средина и пред се квалитетот на воздухот се усогласени со европските закони? Дали се европски законите во Македонија? Или треба да се менуваат? Така викаат дека се европски, дека се согласени, меѓутоа во нашите закони обично некои работи не се добро дефинирани. Казните сметаме се уште дека се мали и најмногу што ни недостасува е тоа имплементација на законите и потоа да следиме како дали имаат фалинки, каде се тие фалинки да ги коригираме. Затоа и прашувам, дали имаме добри закони кои не се спроведуваат или пак и законите какви што се не се доволно европски? И едното и другото. Сега дали се европски, ние треба да ги прилагодуваме на нашето поднебје. Не може да користиме секогаш се подеднакво исто, да видиме како се имплементира, каде е кај нас проблемот. Докако постојат други проблеми, треба тоа да се додаде во законите. Конкретно рековте, ние немаме национален план за намалување на аерозагадувањето. Последниот бил од 2013 до 2017, се носи на 5 години. Значи од 2017 до 2023 до денеска 5 години сме немале, а веќе оваа година требало уште еден да се донесе. Ние такви планови немаме. Значи тоа мора да се направи една национална стратегија како да се намали и да биде усогласена со локално ниво. И тука да биде точно дефинирано кои се плановите, како ќе се спроведуваат, да имаме параметри кои ќе ги следиме како дали навистина се спроведуваат,
дали е тоа доволно и кои се резултатите кои ги очекуваме во наредната една, прва, втора, трета и пета година. Значи потребно е тука да се воведе намалување или пренамена на грењето, значи да се исфрлат овие што ги спомнате, мазут, нафта. Тоа сакав да се надоврзам, ако ми дозволите, Кусо, само кога ја објавивте вашата анализа на некои од социјалните мрежи, некои од веројатно поупатените граѓани се надоврза со своји сугестии и препорача дека за да се намали аерозагадувањето треба да се донесат итни мерки, да се изменат некои закони и да се донесат итни забрани за увоз на секаков вид на отпад од Европската унија. Потоа итна забрана за користење на секаков отпаден материјал како погонско гориво, итна забрана за транспорт на секаков отпаден материјал преку територијата на Македонија, забрана за увоз на нафтен кокс и забрана за користење на нафтениот кокс како погонско гориво. Да се забрани увозот на стари гуми, да се забрани увозот на текстилен отпад и така натаму. Нудат серија на мерки некои од очигледно поупатените граѓани. Имате ли сознанија на дали ова е дозволено во Македонија, зошто е дозволено и како е во другите европски земји? Значи во законот тогаш имавме и повеќе граѓански здруженија кои се обединивме, баравме, се донесе во собрание една измена на законот каде што беше забрането да се увезува отпад кој би се користел како енергетски енергенс. Меѓутоа за домашниот отпад немаме таква забрана и на некој начин отпадот домашен и треба ние, не да го мислам освен согорување, во секаков технолошки процес да го преработиме ако идеме на тоа оддржливост. Меѓутоа во таа што спомнав план или стратегија што треба да ја направим, да имаме како држава, треба да се евидентираат сите овие случаи, значи колку имаме такви увезени, неувезени, колку се користат во индустријата и сето тоа да се види во какав параметар влегува во загревањето. Не во загревањето, и во загревањето на домовите, меѓутоа кај домовите немаме некоја регулатива и не може тоа да се следи кој на што се грее. Мислам, тука исто имаме пропусти. Не може никој во сопствениот дом да ти влезе да проверува и да ти забрани. Значи, кога веќе збориме за пренамена на грењето, мораме да им дадеме ние и алтернативни начини на загревање, да се потребни се многу средства да се пренамени, да се понуди и на граѓаните и на оние институции кои се под државна надлежност и под локална надлежност, мислам да се пренамени овој начин на грејење, на загревање и да се оди на она чиста енергија. Кога го спомнавте замената на грејењето, ја спомнавме и претходно, Мета МК направила анализа и споредувала повикувајќи се на едно ветување на владата во 2018 година. Тогашната влада ветила дека во наредните 2 години ќе ја зголеми опфатот, односно пристапот до таа топловодна мрежа за граѓаните на Скопје, за да се приклучат на скопското парно грејење, централно грејење, дури 10.000 семејства нови приклучоци ветени, а не е таа бројка постигната, значи многу е помал бројот од тие 10.000 нови приклучоци кога станува збор за грејењето, бидејќи сите велат прстот е вперен таму, треба да се смени начинот на грејење за да се намали аерозагадувањето. Тоа е во овие планови ние имаме препораки. И добро е ова да се направи, ќе се направи. Меѓутоа не е точно специфицирано дека мора тоа да се направи, до кога и кои се алтернативите? Не, еве владата сама си задала рок, пишува Мета МК, до 2020. Да, и направиле план каде тоа или не направиле план, и да направиле план, тоа било како тој планот за намалување на аерозагадувањето што беше 2019 до 2021 и беа нафрлени работи во смисла ќе се намали треба да се намали, дадени се толку субвенции, значи, ама дали навистина се намалило, дали како е искористено цело тоа, дали биле задолжени, во никој случај не ги задолжуваме ние, бидејќи нема таков закон да речеме од таа и таа година е преоден рок, али до таа година ние мора тоа да го направиме. Државните институции исто така и овие јавни институции имаме што болници, студентски домови кои се уште се горат на вакви на мазут се греат, да. Да, и ако дозволите само во контекст на овие планови што неколку пати се споменува, точно немаме национален план, меѓутоа се изработуваат во моментот, веќе се изработени дел од градовите имаат изработени локални акциони планови за намалување на аерозагадувањето на територијата која што ја покриваат. Меѓутоа и да го имаме тој што го имавме
навистина е подобри да го немаме, затоа што тоа беше еден план во кој што беше предвидено дека аерозагадувањето во Скопје ќе се намали за 50%. Без намера да звучам саркастично и иронично, првиот момент кога некој за една година ќе успее да го намали загадувањето за 50%, во моментот треба да добие Нобелова награда во некоја област од понудените. Колку е реалниот период? Реално ова намалувањето треба да иде постепено. Меѓутоа ние веќе доволно време имавме да се адаптираме и да превземеме мерки кои што ќе дадат плод. Факт е дека има некои акции кои што навистина придонесоа за намалување, затоа што трендот на загадувачките супстанции опаѓа во текот на последните десетина години, меѓутоа тоа е преспор. 2-3 микрограми на метар кубен од загадувачка супстанца, во овој случај PM2,5, е навистина ќе ви треба долг период. Меѓутоа во тоа најголем сојузник, како во вашата најава, како што кажавте, е климата, климатските, метеоролошките услови. Имаше некои подобрувања кога се воведоа мерки, гасификација на топланите, мерки кон построга контрола на индустријата и така натаму. Да, и филтери, тоа имаме ние во податоците, каде што има постојано филтери, веќе ги немам ние драстични. Да. Меѓутоа, навистина е смешно и се уште тој план стои на веб страната на Министерството за животна средина, во која што се заложуваме дека ќе го намалиме аерозагадувањето за 50%. Тоа е невозможно. Значи, треба да идеме постепено, меѓутоа чекорот да се забрза, затоа што треба да ги искористиме овие поволни климатски услови, меѓутоа со конкретни мерки да го забрзаме чекорот и да стигнеме барем до граничните вредности на Европската директива. Конкретно во градот Скопје сме некаде блиску до тие вредности, меѓутоа имајте во предвид дека Европската унија, односно комисија, работи во моментот на ревизија на директивата за квалитет на воздух, така да повторно ќе не оддалечи од досега постигнатото, затоа што ќе ги спушти граничните вредности, затоа што во 2021 година Светска здравствена организација го симна граничната вредност на само 5 микрограми загадувачка супстанца, односно PM2,5, што значи дека ќе не оддалечи повторно далеко од тоа што досега сме го постигнали. Ќе треба уште многу време да помине да стигнеме до новите препораки кои што ќе ги даде Европската комисија, односно директива. Имате ли во вашите истражувања наназад гледано како било аерозагадувањето и последиците врз здравјето на луѓето во изминатите пред тие последни 10 години во кои велите дека има незначително подобрување во квалитетот на воздухот? Како била смртноста пред 15 години? Има статистика на Институтот за јавно здравје? За жал, податоците ги добиваме некаде од 2014-15 година. Може да се отиде ретроградно, меѓутоа анализите кои што ги правиме, значи датира тука некаде од 2014-15 до денешен ден. Податоци, имаме добра серија податоци за еколошките податоци во смисла квалитет на воздух од пред 2010 веќе имаме како институт добра серија на податоци, може да се направат анализи. Меѓутоа, една од определбите на зелениот договор на Европската унија е практично да намалите смртност, атрибутивната смртност за која што зборувам, за 50%. Согласно нивните податоци, ние добро напредуваме и навистина до 2030 можеме да постигнеме намалување за 50%. Се замислете, од 2005 до 2030 даваат рок да намалите за 50%, а вие имате план во кој што велите дека за една година ќе намалите нешто за 50% за аерозагадување. Добро, кога разговарате со надлежните, веројатно сте имале средби на такво ниво. Што велат тие кога им ги презентирате резултатите од Институтот за јавно здравје кои се совпаѓаат со оние на Светската здравствена организација за енормно високата смртност како последица на аерозагадувањето во Македонија? Не го дишаме истиот воздух, тие се имуни на аерозагадувањето или како реагираат? Нееднаш сум кажала кога гостувам и ви благодарам за можноста да тоа го повторувам и го споделувам и со јавноста и се надевам дека и тие слушаат и гледаат, затоа што како што кажавте, воздухот и за сите, можеме да купиме квалитетна вода, органска храна, меѓутоа воздухот кога ќе излеземе надвор од нашите домови за сите. Бев член на интерсекторска работна група која што згасна некаде 2017-18 година, функционираше доста добро на почетокот кога била формирана десетина можеби години претходно. Меѓутоа во последните години стана вистинско мачење да се учествува во таа интерсекторска работна група, затоа што станавме тело кое што само требаше да донесува и минува одлуки донесени некаде во некој кабинет.
во некој кабинет, да, советници, мала група на луѓе. Така да подобро што згаснам, меѓутоа убаво е да доколку се најде доблест, да речем, кај донесувачите на одлуки да сватат дека треба да користат науката како основа за, односно наодите кои што ги продуцираме ние како истражувачи, како научници, секој во својата област, да бидат основа за донесување на закони. Јас не сум сретнала досега ниту до локално, ниту на централно ниво некој да се заангажира и да почне со наодите од нашата студија. А ја применуваме, велиме, како институции на системот, пристапот на Светска здравствена организација, здравјето во сите политики. Што тоа значи? Пред да донесам било каква одлука која што ќе треба да го подобри стандардот на граѓаните, благосостојбата и така натаму, треба да видам каква е здравствената состојба, односно профил на населението и какви се овие проценки конкретно во однос на квалитетот на воздухот. За среќа, затоа го спомнав и националниот план, меѓутоа имаме локални акциони планови кои што веќе се изработени дел за поголемиот дел од градовите и сега ќе се изработуваат за останатиот дел од градовите, во кои што задолжителен елемент за прв пат велам од минатата година е да се стави здравствениот профил и овие пресметки што ги правиме, односно проценки за влијанието на загадениот воздух како основа за креирање на и давање препораки како тие на локално ниво ќе го подобрат квалитетот на воздухот. Впрочем и да не го дишаме истиот воздух или да тие се имуни надлежните кои ги носат одлуките во некои кабинети, во тој тесен круг, ќе мораме тоа да го примениме како обврска за натамошната евроинтеграција. Значи, Европската унија поставува строги услови и критериуми кога станува збор. Кажавте и сама и Светската здравствена организација ги спушта долните граници на честички дозволени во како квалитет на воздух. Вие како Институт за јавно здравје имате широка поддршка и широк фронт, голем број граѓански асоциации како никогаш досега, медиумите се исто така отворени. Зошто толку тешко ни оди кога има луѓе кои се свесни за штетноста, за последиците врз здравјето, кога имаме детектирано што загадува, кога знаеме која е дијагнозата, зошто толку тешко ни оди да го најдеме лекот? Повторно не разбирам. Вие како од вас сте инволвирани и во некоја во делот локалната самоуправа во некој општина. Да. Имате соработка, претпоставам, со Институтот за јавно здравје. Зошто не допира тој заеднички апел, аларм до надлежните и толку тешко ни оди да направиме нешто? Зошто се движиме толку бавно? Не знам, мислам, ја би рекла од институциите, од државата треба од највисоките органи да почне ова. Ние можеме колку сакаме да збориме и како активисти и стручните лица да си го кажуваат своето, ако кај нив нема политичка волја, има само во предизборните програми, меѓутоа потоа се занемарува на сметка на одредени, според мене, неприоритетни и непопуларни, до душа популарни се, меѓутоа она што им носи гласови, тоа во моментот се заговара и се ветува, меѓутоа не се спроведува потоа. Потоа не се спроведува. И за сметка на тоа се даваат огромни средства, одат немаме средства. Секогаш ние на кога се спрема буџетот кажуваме колку се издвојува, те се мали средства. Ние ако сакаме да имаме некој напредок, треба да се одвои голем број големи финансии за да може овие работи да ги имплементираме. Меѓутоа секогаш тоа е многу малце во однос на некои други непотребни работи и средства што се одвојуваат за други намени. Тоа во секој случај е поевтина опција отколку последиците врз здравјето. Здравјето нема цена, нели? Точно, нема цени ако се види да речеме колку се троши, поготово за да спомнеме за еден болен карцином или не можеме со сигурност да тврдиме дека е од аерозагадувањето, меѓутоа секако знаеме дека тоа е еден од причинителите. Значи, ако се види колку средства се трошат, нас како држава многу поскапо не чинат овие работи, отколку да ги преземеме, да дадеме доволно средства, за може овој проблем според наши пресметки, може за 10 години да дојдеме ние, ако имаме правилен план и стратегија, да 10 години да дојдеме на намалување на аерозагадувањето. Кога можел Пекинг, кој е милионски град, за 20 години мислам дека некаде е целиот план да дојде на ова ниво, зашто не би можело Скопје и другиве помали градови да дојдеме на тоа ниво. Само ако се сака и треба да се преземат, да имаме план и
добро да го имплементираме. Сакате да се надоврзате нешто? Сакав, да. Веќе пресметки постојат уште од 2013-14 година. Економските пресметки за жал се уште не ги прават меѓународни организации, Светска банка. Очекував подобрување од последниот извештај во 2019 го објавија, меѓутоа не само што не сме се подобриле во однос на економските трошоци, туку имаме и влошување. Предходниот нивен извештај велеше дека 3 до 5,5% од бруто националниот производ трошиме само заради овие смртни случаи. Значи тие проценки нивни економски на економските трошоци колку како држава губиме се однесуваат само заради луѓето што сме ги изгубиле, заради тие 3 до 4.000 кои што ги споменуваме. Очекувајќи дека ќе имаме подобрување, не само што немаме подобрување, имаме влошување. Нивниот последен извештај вели од 5 до 8,5% од вкупниот бруто национален производ трошиме заради смртните случаи. Притоа не ги земаат во обзир отсуството од работа, отсуството од училиште, болестите, лековите кои што ги трошиме, трошоците поврзани со лекување на пациентите и така натаму. Значи тоа се некаде од прилика 750 милиони долари годишно губиме заради овие предвремени смртни случаи. Добро, кога станува збор за трошоците, односно за последиците врз здравјето, Македонија помина низ ковидот многу полошо отколку некои други земји со сличен стандард или животен стил и навики. И дел од објаснувањето на експертската јавност беше дека станува збор за општото здравје на нацијата, или пак и тука имаше голем удел аерозагадувањето. Апсолутно. Дали сме нездрава нација бидејќи имаме прекумерна тежина и нездрав стил на живот, или пак и аерозагадувањето придонесе за поголема смртност во текот на ковидот? Видете, ковидот ни беше огромна можност на нас истражувачите да видиме што се случува со здравствената статус и популација, како ќе изреагира на ваква неочекувана, значи непредвиден експеримент кој што истражувачите го искористија за генерирање на нови докази. Сите студии без исклучок досега до овој момент покажаа дека најголема смртност имаше во земјите кои што или се високо развиени индустријски земји, да речеме северот на Италија, Шпанија и така натаму. Една од причините е долготрајната изложеност на загадениот воздух. Така да точно една од причините за смртноста која што имавме е и претходната наша долгорочна, долготрајна експозиција, односно изложеност на квалитетот на воздухот, затоа што години наназад, децении наназад ние сме изложени на не толку добар квалитет на воздух. Меѓутоа, тоа беше момент да испитаме и како превземањето на одредени мерки ќе доведе до подобрување или не. Апсолутно се сложувам со вашата констатација дека и ние со нашите навики, односно животни стиливи и однесување придонесуваме кон таа зголемена смртност, затоа што нееднаш слушнавме дека колегите клиничари, особено инфектолозите, кога зборуваа за смртните случаи кои на дневна основа ги губеа, зборуваа дека главен ризик фактор е дебелината. Значи дебелината, физичката неактивност, животните стилови како придонесува кон смртноста, меѓутоа ниеднаш во тој момент не слушнав дека аерозагадувањето се става во корелација со смртноста која што имавме, беше прилично висока. Дојдовте до такво сознание во некоја од анализите или? За жал, еве 2 години не можеме се уште да добиеме на дневна основа смртни случаи, затоа што за таквите проценки да бидеме сигурни колку од тие смртни случаи дали во текот на зимските месеци кога аерозагадувањето поголемо била зголемена смртност? Не треба дневни податоци. Ние како институт ги агрегираме на дневна основа податоците за смртност, меѓутоа не еднаш се случи да речеме смртни случаи кои што починале пред еден месец да се стават во еден после еден месец ден, што е намалува статистичката значајност и вие сте едноставно рацете ви се врзани и не можете да ги искористите. Меѓутоа, ковид периодот беше интересен за мене како истражувач, направив студија за како локдаунот, односно заклучувањето на градовите влие на квалитетот на воздухот. Ќе повторам, не сметам и студиите тоа го покажа дека локдаунот не треба да биде мерка за, може да биде во исклучително ретки случаи, например организација на Олимписките игри во Пекинг и така натаму, покажа дека се заклучува градот и едноставно сите активности се стопирани, меѓутоа за краток временски период. Сите економски студии од појавата на ковид пандемијата наваму покажаа дека тоа не е добра мерка, затоа што има индиректни последици врз здравјето на населението, затоа што се намалува економската стабилност на самото население и не смее да се користи како мерка за намалување, па макар и краткорочно. Што покажа нашата анализа на Институтот за јавно здравје, покажа дека најголеми ефекти од локдаунот
проблемот имаме практично во градот Скопје со прекинувањето на движењето на населението. Моравме да работиме од дома, се стопираа сите производни активности, индустријата работеше, да речам, на минимум, само неопходните сервисни услуги беа во пракса. Значи, најголемо подобрување на квалитетот на воздухот во однос на концентрација на PM2,5 честички имавме во градот Скопје. Тоа е многу интересно. Морам да ве потсетам дека тоа беше пролетта 2020, дека не беше во текот на зимските месеци кои важат за најзагадени, Значи, туку беше од март затоа што тогаш се појави првиот случај, да. 26 Дали ќе беше исто ако беше во текот на зимските месеци? Тоа би било прашањето. Студијата што ја направив практично се однесува компарација на ковид периодот од појавата на првиот случај на ковид пациент во Македонија до крајот на јуни, затоа што бевме обврзани да ги публикуваме податоците на почетокот на јуни. Меѓутоа, доволен период да направите вие споредба со претходните години, така да опфатив претходни 3 години. Анализирав метеоролошки фактори, анализирав брзина на ветер, температура и така натаму. Значи, речи се при идентични метеоролошки услови добивме подобрување значајно најмногу во градот Скопје. Особено големи, тоа беше 18 до 20% намалување на PM2,5 частичките, додека оние најголемо подобрување имавме во однос на емисија на азотен оксид, што значи сообраќај заради стопираниот сообраќај. Еве, можеби им давате рецепт на надлежните како за една година да го намалат аерозагадувањето во Скопје за 50% со едно заклучување. И тогаш замислете, не можевме да достигнеме ни 30%, значи максималната да не можеше да се постигне за краток период, а камоли 50%, тоа е конкретно на ова. Скопје е убав град за велосипедизам. А ние ги шириме булеварите за да може што повеќе коли да донесеме во Скопје, да им овозможиме лесно да пристапат од една точка до друга точка. Правиме паркинзи, бидејќи сите тие коли треба негде да се сместат. Даваме субвенции за велосипеди, меѓутоа одредени локации на Скопје не се достапни. Значи, ние требаме тука целиот град да го способиме, луѓето да можат безбедно од една точка до друга точка. Многу е посигурен, поедноставен, добар за здравјето, не загадуваме, повеќе бенефити од... Така, еве сега имаме најавена промена на чело на Министерството за животна средина, ќе се заминува министерот Нуредини и најавено е доаѓање на досегашниот државен секретар од тој ресор. Што очекувате од таа персонална промена таму? Дали може да донесе квалитативна промена или сепак станува збор за поголема степен на политичка волја? Па ете, ако сакате, ближат избори наредната година, се редовните парламентарни и претседателски избори. Така што, може ли нешто на политички план да очекуваме во наредниот период дека ете ќе донесе нешто позитивно? Ако дозволите, господја Каја Шукова е за прв пат се избира министер од областа, долго време во Министерството за животна средина и силно верувам дека е лице одбрано на соодветно место. Меѓутоа, оно што ме плаши е краткиот период и не верувам дека за една година ќе има можност да ги покаже сите квалитети во однос на менеџирањето со Министерството во кое што работи долги години. За жал, краткиот период е единствена обструкција за да се имплементира. Лично ме нервира и не очекувам дека тоа тргни застани што го практикуваат нашите донесувачи на одлуки. Знаете, смената на министрите значи стоп, ако ништо друго, стоп, стагнација или комплетно отфрлање на проекти кои што започнале предходно. Така да, меѓутоа во овој случај сметам дека е добро што ете сигнал се праќа прв пат да се стави човек што долги време, човек од струката што добро ја знае проблематиката, меѓутоа единствена лимитација ќе биде времето и добро, не мора 50% да го намали, дека го намали апсолутно ќе биде добро. Да. Невена, вие какви се вашите очекувања од промената во ресорот? Со тек на оно изминат период веќе немаме ни толку големи очекувања, бидејќи еве бевме многу пати дава добри во програмите, веќе влегоа и некои наши барања во самите предизборни програми, добар дел зафаќаше на она што граѓаните го сака. Квалитетен живот, чист воздух, меѓутоа потоа гледаме дека ништо не се имплементира. Така да губите верба како граѓански активист? Тоа би било многу ме плаши, еве јас ова лично од моје име зборам, пошто веќе сум и јас во локалната самоуправа како советник, многу повеќе влие она политиката. Значи добро е човекот кој ќе дојде на одредено место да тргне од себе, да донесува одлуки како е најдобро, како стручен човек, како граѓанин, а не да следи политиката или делот на или политичката партија на која припаѓа. Значи тука тие нивни планови како се некогаш
мене тоа ме разочарува. Сметам дека веќе кога си избран на одредена функција, треба првенствено таа функција да работиш како човек и како граѓанин, а не да следиш нечии политики. Мислам дека политиката многу влијае во... Додека граѓанските иницијативи и активисти не го загубиле ентузијазмот и вербата, како може науката да и помогне на политиката? Вашите истражувања, последни или претходни, се веројатно на располагање на надлежните и можат и треба да ги применат. Очекувате ли такво нешто и во која насока вие како Институт за јавно здравје може да помогнете и да придонесете? Видете, Институтот за јавно здравје е институција најстара во државата, 100 години постоиме, следната година ќе го прославиме тој јубилеј и ништо не одвраќа од намерата да продолжиме да зборуваме без разлика кој не слуша и дали воопшто не читаат. Нашите трудови, односно нашата работа гледаме да биде видлива до сите, не само до заинтересираните групи население тука во Македонија, значи невладини организации, население, вие новинарите и така натаму, или други стручни лица кои што би ги искористиле за понатамашна работа. Она што е многу битно, постојано ги публикуваме нашите податоци надвор. Значи стануваат видливи за меѓународната јавност и она што многу ме радува е што Република Македонија е една од лидерите во однос на единствено ние ги правиме овие пресметки во регионот. Дури мислам имам печатот дека и во Хрватска ги прават меѓународните организации во нивно име, ние веќе самостојно ги изработуваме проценките. Она што ме загрижуваше долг временски период е тоа што не беа користени во донесувањето на одлуки во било кој ресор, односно било кој сектор, останатите зборувам сектори, вклучително и во Министерството за животна средина, но среќа што притисокот од меѓународните институции е прилично голем, па ние мораме да репортираме за одредени индикатори. Значи нашиот проблем лично, ако ме прашувате, не е усогласеноста е веќе речиси 100% во најголем дел од со директивите од Европската унија, имплементацијата е проблем нормално, меѓутоа за среќа сите тие на меѓународна организација од нас бараат мерливи индикатори, значи нешто што може да биде индикатор со кој што ќе ја следат ефикасноста на имплементацијата на мерките што вие ги предвидувате. Еден од тие индикатори се практично атрибутивните смртни случаи кои што може да се припишат на аерозагадување и кои што ние практично ги правиме. Втората надеж што ми дава да продолжам, иако ви кажам тешко може да не одвратат од она да си работите како што треба, е дека почнува да се случува нешто на локално ниво, задолжени се општините да имаат такви акциони планови на локално ниво за подобрување на квалитетот на воздухот, во кое што во центарот исто така ќе се стави здравјето на населението. Не е поентата само да зборуваме за физичкото здравје, мораме следен чекор да размислат и донесувачите на одлуки на локално и на централно ниво да зборуваме малци за квалитетот на животот. Затоа што да, ковидот не потсети дека здравјето е најбитно, физичкото здравје, меѓутоа дајте да зборуваме малци за квалитет на животот. Каков квалитет на живот имаме во локалната средина, во непосредната средина во која што живееме? Еве ќе ми дозволите како едно резиме на крајот. Премалку време имавме ова утро, толку е предвиденото време за изданието да си кажеме. Меѓутоа се согласувам со вашата забелешка и како утринска на телма остануваме отворени. Имате отворена покана за најмалку 2 пати месечно, а можеби еднаш седмично да гостувате тука и да зборуваме за аерозагадувањето од сите аспекти. Значи да фатиме еден аспект во наредното издание и да го елаборираме тој, се со цел да влијаеме колку што можеме сите во нашите можности до надлежните и да испратиме порака за да се движиме побрзо, меѓутоа да делуваме. И покрај ограничените ресурси со задоволство секојаш ќе прифаќаме вашата покана, затоа што сте вие медиумот кој што ја проширува, односно ја шири информацијата, она што имаме да го кажеме. Со задоволство ќе ја прифатам. Ви благодариме. Ви благодарам на поканава со тоа што еве и ја имам таа замерка дека летните месеци овие теми воопшто не се застапени. Едноставно најверојатно не се интересни ни за самите луѓе, меѓутоа ние тие период треба да го искористиме точно за притисок да се направат вакви планови и стратегии. Некога ќе дојде загадувањето, па тогаш да размислуваме и исто така да не забораваме дека и летните месеци ние имаме загадување. Поготово 2.5 частичките кои се многу поопасни за здравје. Градежна прашина. Па не е само градежна прашина, да. Значи горење на стрништа,
Има истражувања кои покажуваат отприлика што има во тие честички. Ситуацијата не е воопшто добра, бидејќи и оној црн чад што го гледаме, знаеме и мирисот што го сеќаме дека се многу токсични работи кои понатака влијаат многу на здравјето. Еве јас ти земам за обврска да ве поканувам и во текот на наредните месеци кога зимата ќе заврши, кога нема да биде аерозагадувањето причината од грејењето. Ви благодарам многу за гостувањето.